Mislim znači postojam. Za nas. Понеделник и старт на работната недела и стресовите скриени длабоко во душата. Од почеток почнува да се игра неделната судбина. Тоа треба да се издржи. А се што ќе започне треба и да заврши. И така стартуваш како прваче. Стануваш, се миеш, стигаш до работното место и седнуваш со колегите ако ги имаш како што треба, да се напиеш чај, какао или кафе и влетуваш во вртлогот на нештата што се редат без некоја посебна подготовка. Едноставно доаѓаат и се вметнуваат во животниот колосек. Треба да се прифатат и да се издржат и така се доаѓа до издржливоста во секојдневието исполнето со се и се што. И се доаѓа до темата на оваа колумна, едноставно наречена издржливост. Велиш, издржи денеска, утре ќе биде подобро и така оден во ден, а подоброто тоа никако да дојде. Се е исто или се оди поинаку од посакуваното. Сакаш, ама нешто не ти дава, не се поклопуваат коцките, те враќаат назад и пак на стартот. Издржи, си велиш, ти велат и ти така од зид на зид се удираш, се освестуваш, се онесвестуваш, но одиш полека несигурно, чекориш, а всушност стоиш во место. Не се предавај, после дождот сонцето се раѓа. Те чека на свиокот. Да, летаат деновите, годините, ама ние остануваме на земјата. Така е подобро. Кој како се чувствува во сопстената кожа. Колку и да се труди некои работи да се потиснат, да се заборават, тоа не оди така едноставно. Особено кога станува збор за тагата по некој со кој сте живееле, например, сте делеле добро и зло, сте соработувале заедно, сте се сакале на свој единствен начин, сте ги раснале и израснале децата, наследниците, повеќе ги нема. Сами продолжувате по патеката заедно со своите мисли, со своите спомени, со солзите, заедничките мигови останати во албумите, забележани од едно време, од една младост, радост, заедница. Не се предава и кога ти е најтешко, кога сонцето заоѓа, кога молњата го сече небото и предизвикува немирен сон. Не се предавај. Нешто ти говори во душата, што се бори со недостаток на љубов, на внимание и секако доверба. Ке помине и тоа, си велиш Тивко, и продолжуваш да се бори со неведливата струја што полека сигурно те обзема и те носи во некои не докрај сватени ситуации и простори недофатливи, а така реални и замислени во некоја друга средина што повикува на мир и поубави нешта. Се поминува со текот на денот што се менува. Издржи го ова, чекај го другото. Ке дојде, ке помине. И повторно, издржливоста е на испит по кој знае кој пат. Се доаѓа до познатото запишано на една страница што неодамна ми падна во очи и остана забележана во мојата подсвест, а гласи од прилика вака. Издржи го денот, ке дојде викендот. Издржи ја есента, после зимата ќе дојдат топли денови. Издржи до нова година, ќе одиш на одмор. Издржи до пензија, ќе се одмориш, ќе се дружи со блиските. Издржи, издржи, зашто еден ден ќе отидеш во бестрага и ќе се прашуваш дали својот живот го живееше или само го издржа до тука. Издржливоста е мощна и важна категорија во нашава денешнина. Тоа мора да се практикува, да се применува, со оглед на се што секојдневно ни се случува, не следи и се бара од секого од нас. Издржи е лесно да се каже, кога е друг во прашање, но поаѓајќи од себе,
се сваќа дека тоа е навистина многу тешко во постојната дадена ситуација, кога треба да се завршат многу работи, да се биде добар под навод на сите страни кога е во прашање работата, децата, родителите, пријателите, колегите, сопственото здравје, нивната здравствена состојба. И се така во кружниот тек на животот, кој секој ден е се позабрзан и понеиздржлив за многумина. Издржи, нешто ти вели и те води во есента на дождливото, на променливото расположение и времето што поминува без задршка, а со толку многу запршка. Продолжуваш да издржуваш, да се бориш до првата раскрсница. Застануваш тука и се прашуваш на која страна да тргнеш. Се сеќаваш на минатото, каде си бил, а каде си сега. Се двоумиш што да направиш, избира совесно и внимателно, баре мислиш, или може би не. Направи ја одлуката со себе и во себе и делувај. Чекањето стана губење време во денешницава. Навреме направи нешто, оди напред, зашто, како што се вели, акцијата е клуч на секој успех. Што и да ви донел животот до сега и што ви носи од сега, болка, тага, мора да сте издржливи и јаки да одите и да се однесувате како да е се во ред и да не е баш така. Треба да се памети дека силните и издржливите кули може да се затресат, но не и да се срушат. Така и со силниот човек. Градете ги своите соништа додека сте во можност, зашто ако тоа не се направи со време денес, некој друг ќе ве впрегне да ги градите нивните соништа. Издржливоста е мајка на постоењето на оваа планета. Силата е карактеристика на родените под среќна звезда. Бидете дел од нив, бидете дел од тоа. Издржливоста и внатрешната сила се во секого. Потреба е да станете наутро без болка во коленото, во главата, со полетна енергија, но издржливоста бара да бидете не само орни за денот пред вас, туку да ги пребродите тешките периоди кои се во вас, непроспиените ноќи и пролеани солзи за нешто и некого, сеедно. Издржливоста е всушност победа над себе си. И така продолжува да се тркала животното коло. Некој се бори да издржи колку што може подолго, да ги прескокне пречките пред себе, сам или со помош на некого. А има и такви кои се предаваат без борба и тонат во некоја необјаснета монотонија, сами со себе, изгубени во својот свет. Секому според даденото некој ќе повторува, но и направеното јас би додала. Тоа што можеш и мора сам, заврши го со време. Друг, ако ти не сакаш, ништо не може да ти помогне, колку и да посакува. Се е во душата, се е во насмевката или тагата на човекот, на доживеаното, на преживеаното или сегашноста што окупира и секако има многу нешта во годините. Кога ќе се помисли дека понатаму не се може, се нема сила, погледнете се во огледало и охрабрете се. Мора понатаму. Чекори. Овие тешки времиња создаваат силни и храбри, самостојни и мудри почитувани. Силни се и оние што ќе се исплачат и потоа продолжуваат со крената глава и насмевка што ги крие лошите чувства. Тоа е човекот, силен е и издржлив. Главата горе, зашто најтешките борби во животот постојано надоаѓаат, но и проаѓаат. Решете го тоа што можете, околу тоа што е без решение не го губете ни разумот, ни времето. Тоа е така и не може да се промени. Енд.
Никогаш не се сомневајте во себе, па дури и кога другите пробуваат да ве извадат од колосекот. Останете издржливи и силни во ова време на превирање и животни искушенија, со топлиот поздрав од мене Наташа Андреевска и музичкиот уредник Билјана Николовска. Слушајте Македонско радио, Радио Скопје. Мислам, значи постојам. Зад нас.